Здраво, здраво, добре дојдовте. Среќно поле заедно со ЕВН Македонија, 6-то коло. Добре дојдовте на сите, на моите играчи, на мојата публика. Значи, измина 5 кола предходни во кои што имавме добивки на вредносни ваучери за оние редовни плаќачи на електрична енергија и тоа од 6, 12, 30, 100.000 денари, а ние, да ви кажам право, немавме 100.000 денари до сега. Дали доволно не правевте метани по дома, дали овде не хухавте хуху на плочкава за среќно поле доволно. Значи имавме само 6, 12 и мислам дека една од 30.000 денари. Се надевам дека денеска нашите играчи ќе имаат многу повеќе среќа. Имам една информација за почеток која што треба да ја споделам со вас, а таа информација вели дека од сега па понатака, благодарејќи на Никола Тесла да е жив и здрав, али постхумно, што ја измисли електричната енергија, тоа ни дозволи нас да имаме електрична, како се вика, електрична сметка по дома, тоест електронска сметка да добиеме на нашата имейл адреса. Значи, само треба да пополните еден формулар во ЕВН Македонија, да оставите ваша имейл адреса и не мора веќе нели поштарот да звони два пати или оно што ја остава сметката во вашето сандуче, а поштарот е секогаш сомнителен, што звони два пати. Вие само таа сметка можете да ја добиете на вашата имейл адреса, веднаш ќе знаете колку должите кон ЕВН за незините услуги и потоа може да ја платите и со тоа сте потенцијален добитник на 6, 12, 30 и 100.000 денари овде во среќно поле, вредносен ваучер од ЕВН Македонија за кој што ќе го потребите за купување на енергетско ефикасни апарати. Толку беше официјалности за мене. Фала ви што ме сослушавте, што бевте трпеливи. Добре дојдовте уште еднаш. Овде треба тоа аплауз да следи. Фала ви. Така, во монтажа ќе ви сечем. Многу ме прашувате како се игра. Ова е наједноставната игра за играње. Зошто? Треба само сметката да ја платите во рок. Дали ќе чекате на шалтер, дали ќе ја платите со траен налог и кога ќе ви извлечеме, треба да го видите серискиот број, да дојдете овде во нашето студио и треба да играте вака. Јас ви ја давам оваа плочка. Ајде со мене дојдете навака. Овде, овој со баклавите. Овој со баклавите и со татлиите. Под вас вие треба да направите среќна енергија да ви пуштат од публиката и вие треба да ја пуштите оваа плочка. Доли на 6, 12, 30 и 100.000 денари. Да видиме на кое поле. Кое ќе е моето среќно поле пробно денеска. Хамла, разбиваме. 30.000 денари добивам вредносен ваучер. Не сум некој среклија, но среклиите денеска ќе ги видиме овде во студио. Добра ви ден за Стефче, господинот Ристо, господинот Столе. Добре дојдовте. Добро ве најдовте. Драго ми е дека сте овде. Господине Стефче, Стефковски, вие сте од Скопје, така? Близу до Скопје? Да, од населот Сингелич. Сингелич, така? Да, работен во автосервис Тив 92, насел Илине. Автосервис? Да. Автосервис? Имате некои специјални коли, некој бренд или за сите коли? Да, сите возила ги. За сите возила? Сите, да. Вака мене кога ќе заклучам, бравата на едната врата ми се отвара, на другата не ми се отвара. Што е работа? Електрика работите? Да, електрика работиме. Што може да пробува? Ке треба да се провери тоа. Треба да се провери? Значи нешто е со струјата, па нешто за струја. Со струја нешто. И вака, долу кај што ми се пушта парното, некогаш свети, тоа е шал таблата, некогаш не свети. Осигурач, така? Осигурач. Аха. Па е со струјата. Добре, јас мислев карбураторот да не треба карбуратор да се. Има карбуратор врска со тоа? Има, нема. Нема врска. Добро, вие сте редовен плаќач, траен налог или на шалтер? На вирмански. Така, на шалтер ќе се почекате, здраво, добар ден, гужва ли, не ли е гужва, мора да се плати. Така. Многу ми е драго дека сте овдека, ви посакувам многу среќа. Пред да започнеме со игра, да ја представиме нашата жири комисија. Жири комисијата е составена представник од Публицис, представник од ЕВН Македонија и господја Нотар. Добар ден за вас, добро дојдовте. Тие ќе се грижат за регуларноста на ова извлекување. Еве твојата среќна плочка, Стефче. Повели, еве од мене среќа ти пуштам. Повели горе. Дај еден аплауз да видиме да го храбриме. Значи овде нема правила кај овој со татлиите, со баклавите што е. Само сконцентрира се. Значи може има некоја геометрија, не ја знам јас. Значи од овде да ја пуштиш, од онде да ја пуштиш. Внимателно. 3, 4. $30.000 денари. Вредносен ваучер за Стефче, 30.000 денари кој што ќе го употреби за купување на енергетско ефикасни апарати. Повели на
Место број 3, значи од единица паднавме на тројка. Дали има некој план како ќе го употребиме овој Па ваучер? ќе видиме. За каков апарат нешто, што да купиме? Ќе видиме, ќе се договориме. Со кого ќе се договориме? Фамилијарно. Фамилијар, каде ме машко без сопругата ќе одлучи нешто. Добар ден, здраво за господинот Ристо Рибаров. Или Ристо Рибаров пишува на вашето. Ристо Рибаровски. Рибаровски без В, така? Да, јас сум од најурбаната скопска општина Аеродром. А таа ли е најурбана? Да, и не се позната по кошаркашкиот клуб МЗТ Скопје, кој е сега во мода. Браво, зафлафа. Инаку, многу сум среќен што меѓу толку претплатници сум извлечен и сум имал среќа да бидам извлечен. И се надевам дека среќата ќе продолжи и на среќното поле. Среќено поле. Да. И јас се надевам. Значи ни доаѓате од аеродром, вие плаќате редовно Со траен налог. Со траен налог. Така, така ви е најдобро, нели? Повеќе од 20 години. Повеќе од 20 години со траен налог. Да. Ова заслужува аплауз. Браво. Значи не се занимавате дали дошла сметка, дали стигнала, дали не стигнала. Само проверувам на извештајот, сумата одземена. Вие по професија сте? Универзитетски професор во пензија. Јас предавам геодезија на Градежниот факултет во Скопје. Ги поздравувам сите мои бивши студенти, сега завршени геодетски инженери. А во моментот во хонорарен работен однос сум на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде што са Бајлево одржав едно предавање и ги поздравувам тие студенти. Да, да. Добро дојдовте уште еднаш. Еве ја вашата среќна лочка. Повелете горе. Ајде да видиме колку среќа имате денеска. Значи, вие сте потенцијален добитник на вредносен ваучер од 6, 12, 30 или 100.000 денари. Размислете добро, вие геодезија рековте, така? Да. Тука има многу геометрија, нешто има математика. Да. Видете, може да се израчуна, така? Може. 3, 4, сега! Супер. Како супер? Епа. Па не ли израчунавте? Не, нула е лошо. А нула немаме ние нула, ама 6.000 денари. Како вака израчунавме? Не, се познава веднаш дека сте во пензија. Значи во пензија и веќе тие способности се малку намале. Сега и за тоа во Штип предавате, не е веќе во Скопје. Да. Дали вие сте размислувале за што би го употребили овој ваучер? Знаете дека е за енергијско ефикасни апарати. Епа најверојатно од тие поевтините апарати. Од поевтини. Например, машина за перење алишта, ама за например боксерици или не, 2 пара чорапи, некоја мала за 6.000. Не, например, како се вика, мал електричен шпоред. Мал електричен шпоред, за на тераса. Тие се толку, 4 петини. Така? Енергијско ефикасни. Знаете дека за енергијско ефикасните апарати треба да барате да има 3А или плюс или А+, така? Тие треба да ги проверувате за да не ви трошат многу електрична енергија. Здраво за Столе Илиевски. Столе Илиевски, вака да пукне по Светкоманово, Столе земјак, така се вика за нас. Добро дојде, Столе. Добре дојдов. Јас сум Столе Илиевски, иначе сите ме знаат како Прича. Прича. Така, затоа воедно сакам да искористам приликата да ги поздравам сите гледачи на Македонската радио телевизија и сите што ме знаат и познават. Прича, веднаш имаме Прича. Дека можам да претпоставам зошто е Прича, зошто е зборот српски. Од каде доаѓаме? Од Младо Нагоричине, општина Старо Нагоричине. Se знае кај е северот. Прво српски сте ориентирани, верувам? Не. Не сте Младо Нагоричине. Не, јас се вие сте чувствувам млад, уште сте во македонец, Младо. сум македонец и така се и чувствувам. Не, нема везе, сите сме македонци, само тоа се етнички групи. Горе, да. Вие сте млад, уште сте во Младо Нагоричине. На колку години ги селите во Старо Нагоричине? Па после 70. После 70? Така, до 70 млади? Све се млади кај нас до 70, да. Редовен плакач во РОК? Редовен, така, се занимавате со? Полицаец сум. Така? Во ПСЗГПГ на Пелинце. Така. На граничниот премин? На граничниот премин, тачно. Ајде да видиме сега каков премин ќе направиме од овде натака, со која среќа. Повелете. Еве вашата среќна плочка. Ајде да видиме. Значи, бидејќи сте полицаец, па веројатно може да притиснете тука некои 100.000 денари. Може ли изваду пиштоли да му куде ќе иде? Отвори 100.000 денари полиција. Ама чекате, тоа не е злоупотреба на работно место? Не, само наредба. Наредба, се извинувам, не знаев, гледате. Дајте еден аплауз.
За господине Столе. Чекај, полека. Столе. Размисли. Значи во себе, кај е тоа? Наредбата каде? Тома Еве, размислиш. може ли со наредба? Како се прави полицаец, како прави наредба? Отвори во името на законот, како Не, беше? ти наредувам на 100.000. Одиме, 3-4 се. Леле, непослушна Неслушана, граѓанство. затвор ти иде. Абе, не ми се верува како ти да нека стотка лака вртеше. Каде ти да 6.000 денари? 6.000 денари вредносен ваучер за господинот Столе. Сега по 6.000 денари вака добивме. Зашто не ги удружите заедно, па еден шпоред ќе си го користите на одмор кога ќе одите негде? Да, може заеднички Или камп. една машина за перење само по 6.000. Нешто сте размислувале како би го потребили? Сега веќе не размислувам. Да, сега не важно. Нема што да се размислува. Тоа што вреди толку. Не, па вие можете да си доплатите. Значи 6.000 денари имате ваучер. Така кога ти се части пијачка во кафана, нели, прашај она друштво што ќе пие и тие нарачуваат нешто скапо. Овака ќе си пуштиш ваучер до 120 денари што ќе пијат, натака нека си доплата. Така. Ние за крчма имаме. Да, за крчма. Значи 6.000 денари е доволно барем за крчма. И благодарам што бевте наши гости, што имавте така некоја скромна среќа. Ете, верувам, паметно ќе ја употребите. Браво за вас. А ние продолжуваме понатака, што е наред. Наред е да ги извлечеме оние потенцијални добитници на вредносен ваучер кои што платиле сметка во рок. Да ги видиме колку илјади се тие, од можни 800 и нешто, така од можни 800.000, во рок платиле 272.488. Толку учесници имаме за ова. За следното седмо коло ќе извлечеме тројца, а од тие тројца едниот знаете дека е оној кој што плаќа електрична енергија со траен налог. Ајде да видиме компјутерски, извлекуваме, јас велам стоп. Да го видиме графичкиот приказ. Може да стартуваме сега. Стоп! Скопје, Ѓорче Петров. Браво! Едва го чекаме тука во студио. Значи Ѓорче Петров, ова е серискиот број. Вам ви е важно да го видиме серискиот, да го видите серискиот број 633467. Тоа е серискиот број кој се видите на вашата сметка за електрична енергија. И доколку го пропуштите во ова издание на Среќно поле или на некој од репризите, можете да го видите во понеделник во некој од печатените вестници Дневник или Коха. Одиме понатака со другите двајца. Старт, јас кажам старт. Стоп! Од Делчево, Источна Македонија, Разловечко восстание, а како од Делчево да се вика улицата. Браво за него, многу среќа му посакувам. И уште еден учесник, потенцијален добитник. Стоп! Скопје, Ѓорче Петров. Море мајката што направи Ѓорче Петров. Двајца Ѓорче Петров, еден од Делчево, се револуционери. И одиме со она што ја велиме, што викаме ние, резервна клупа, доколку некој од овие учесници не може да го контактираме и да го најдеме. Тоа се 5 темина. Да видиме да ги извлечеме. Еве ги, вие ги читате. Овие 5 мина кои што ги гледаме се резервни играчи и тие можеби ќе ги видиме во нашата студија, доколку некој од овие тројца, Ѓорче Петров, Делчево и Ѓорче Петров, не може да ги сконтактираме, не може да дојде или има некаков друг вид компликации. Тука некаде се ближи крајот, многу среќа им посакувам на нив во седмото коло. Тука некаде се ближи крајот, плакајте електричната енергија во рок и може да ве видиме тука во студио. Денес имавме 3 пати по 6.000 денари, така беше? Не, 1.30. Така, ви посакувам многу повеќе среќа. Јас се чекам да видам тука за 100.000 денари да засвети. Се гледаме во следното седмо коло, вие дотогаш користете електричната енергија разумно, штедете. Една Германија штеди, па ние не може да штедиме електрична енергија и се гледаме тука. Значи за 2 недели Македонската радио телевизија 13:30 часот. Чао, газ и струја, штедиме.